председател на граѓанската опција за Македонија и актуелен градоначалник на општина Карпаш Стефчо Јакимовски, почитуван подпредседател на Либерално-демократската партија Валентин Груевски, почитуван председател на Интегра, Македонска конзервативна партија Љупчо Христовски, почитуван председател на партијата за целосна еманципација на ромите Самка Ибрахимовски, почитувани представници на коалиционите партнери од коалицијата Искуство за успех, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, добре дојдовте на конвенцијата на коалицијата Искуство за успех, платформа која обединува знаење, храброст и резултати. Те молам за аплауз. Искуство за успех не е само слоган. Тоа е доказ дека кога ќе се спојат принципиелноста, професионалноста и љубовта кон татковината, успехот е неизбежен. Во оваа коалиција има луѓе кои веќе покажале што значи да се води со одговорност. Градоначалници кои со своите дела оставиле траен белег во општините што ги воделе, советници кои не се плашат да постават прашања, да предложат решенија и да застанат зад граѓаните. Денес пред вас ги представуваме нашите кандидати, носителите на советничките листи и кандидатите за градоначалници за локалните избори оваа 2025 година. Тие се подготвени да ја продолжат борбата за достоинствено управување, транспарентност, за развој и за секојдневни победи на локално ниво. Ве повикувам да ги поздравите со громогласен аплауз тимот на коалицијата Искуство за успех, кандидатите за градоначалници и носителите на советничките листи. Прв на бината ќе го повикам човекот кој е гласот на маргинализираните, столбот на еднаквоста и символ на упорноста. Неговата политичка кариера е сведоштво за тоа како се води со срце и со разум. Да го поздравиме председателот на партијата за целосна еманципација на ромите Самка Ибрахимовска. Добар ден на сите. Денеска е крстов ден, убав ден, затоа и се собрахме, меѓутоа мене ми е денеската и роден ден. А и бројот не е лош, број еден, така да може да има многу изненадување. Почитувани, лани дел на работите кои ги зборувавме со нашите коалициони партнери не ви беа јасни и постоеше доза на скепса. Денес верувам дека нема слободно умен граѓанин на Македонија кому не му е јасно дека државата води во ќорсока. Тоа не е на место и немаме никакви перспектива на ниту едно поле. Промените кои дојдоа се многу полоши од претходните. Затоа предупредивме и Стеше, и Љупчо, и јас. Како човек со долгогодишно искуство во бизнисот и политиката го почувствував моментот и се приклучив кон оваа коалиција на вистина, правдата и правишноста со цел да го спечеме ова тонење на бездата. Додека нашите соседи лансираат сателити на месечина, ние не можеме да ги решиме основните потреби на граѓаните. Смет, патишта, чист воздух, чиста вода. Драги мои, тука сум пред вас со чист образ. Се кандидирам за градоначалник на општина Тетово. Тетово секогаш важело за град на соживот, град на знаети и град на солидарноста. Се кандидирам за градоначалник за да го вратам стариот сај на нашиот град Тетово. Еден од најголемите проблеми во Тетово, како и во многу други градови на Македонија, е собирањето на сметот и нечистотијата на секој чекор. Локалните власти веќе 30 години не успеваат да го решат овој проблем. Немаат ниту идеи, ниту елан, ниту креативност да го менаџираат градот. Јас веќе го стапив во контакт со пријателите од соседните земји и најдов формула и средства како да се реши овој проблем во првите 100 дена од мојот
ангажмент за градоначалник. Тогу го ја добиам вашата доверба, че ја обновиме механизацијата и техничката и спремност на комуналното предпријатие, че ја зголемиме ефикасноста и продуктивноста, а за соработеното и постигнатите резултати на вработените ќе бидат дополнителни вгради и мотивирани. Воздухот е следен голем проблем. После Скопје Тетово е незагадениот град во Македонија. Планирам да уведеме електрични градски автобуси, бесплатни превоз за пензионери, ученици и студенти, ќе има локални комунални инспектори од општината кои ќе реагираат и веднаш кога ќе гори. Воведовме субвенции за тетошени за алтернатива начин на грејење. Мојот тим веќе подготвува прилог проект до Европската комисија за неповратен грант на дел од заштита на животната средина. Од Тетово му треба поголем парк. Некои од малки не знаат и имаат идеи. Парот е да ги консултираме за предлозите, а и истовремено ќе се обидеме да излеземе во пресед на оние кои што како хоби и пасија им е трчањето. Затоа што гледам многу млади трчат на градски улици, а сигурно не е едноставно да правиш припрема за маратон и полумаратон додека има голем сообраќај во градските улици. Ќе направиме неколку спортски игралишта од отворен тип и затворен тип, а најважно е што општината редовно ќе ги одржува. Ќе изградиме повеќе зелени површини со фонтани. За жал, од ето има се помалку зелено, бидејќи секоја слободна површина се дава за бизниси на градоначалниците. Ќе ја подобриме патната инфраструктура до Попова шапка, со тоа што ќе привлечеме повеќе домашни и странски туристи и ќе ја зголемиме туристичката понуда на општината. Тетово се празни и изумира. Се повеќе млади се иселуваат, како подршка за младите предприемачи, ќе формираме бизнис инкубатори, а и најдоброто ќе добиваат грантови од општината Тетово. Да не ве замарам со повеќе проекти што ги имаме, би сакал тука да завршам и да кажам дека ние знаеме, ние имаме искуство како да ги следиме работите, а тоа го докажува и нашиот коалиционен партнер Серче Екновски, веќе 4-5 мандат, ја не знам колку. Така, имам се многу други сработи што ги предлагам во мојата програма, но тоа ќе оставиме кој ќе ни дојде на гости од Тетово да ги кажеме што мислиме и како понатака да функционира и како да го вратиме сејот на најстариот град во Македонија, кој има што да се покаже, има што да се види. Затоа ви посакувам уште еднаш благодарност за денеска во одложило време што дојдовте тука и нека е свечен именденот на тие што го слават Крстоден, а мене роден ден. Благодарам. А во време кога на државата е потребна стабилност, бара вредности и визија, интегра стои цврсто на темелите на принципијалноста, патриотизмот и моралната одговорност. Водена од идеја за достоинствена и силна Македонија, оваа партија е гласот на оние кои веруваат во ред, поредок и духовна обнова. Нашиот следен говорник е човек кој не се плаши да зборува јавно и гласно, да постави граници и да брани вредности. Тој е мислител, стратег и лидер кој ја гради својата политика врз основа на визија, знаење и непоколеблива посветеност кон народот. Да го поздравиме председателот на Интегра, господинот Љупчо Христовски. Почитувани пријатели, драги пријатели, коалицијата Искуство за успех е новиот крик на политичкиот систем во Македонија да конечно го изнедриме новиот пат во политиката,
да конечно ова црно-бело сило го изместиме од оската, да го изместиме од центарот и тука да влезат во сиот залет нови политички визии, нови политички идеи. Тимовите на коалицијата Искуство за успех имаат и знаење, и умење, и вештини како да дојдеме до она што е најпосакуваното нешто кај секоја индивидуа овде во Македонија, но и на секаде низ светот. Тоа е квалитетот на животот. Тоа на нишка која што ги спојува сите компоненти на она што значи просперитет на една нација и држава. Квалитетот на животот можеме да го достигнеме ако директно удриме врз економскиот момент. Ако успееме да го разбудиме творечкиот потенцијал на секоја индивидуа овде во Македонија, да твори, да создава додадена вредност, тој економски момент директно ќе зголеми додадената вредност на ниво на државата. Тој економски момент е во суштина економскиот просперитет и првата компонента од индексот за човековиот развој на програмата за развој на Обединетите нации. И тука ќе биде таргетот, тука ќе биде генералната цел на оваа коалиција Искуство за успех и на овие локални избори, но тие ќе претендираме, ќе имаме претензија да станат референдум и за парламентарните избори. Тие партии, таа коалиција која што ќе успее да понуди јасна политичка визија и да удри врз просперитетот на нацијата, да се види врз квалитетот на животот, секому да му тропкаат оваќе пари во джебот на крајот на месецот, таа политичка партија и таа коалиција ќе биде иднината на Македонија. Сведоци сме дека Македонија тоне, дека Македонија по сите основи се наоѓа на дното. Но и во Македонија имаме плански региони кои што се исто така на дното. Замислете североисточниот регион, каде што се и Куманово, и Паланка, и Кратово. Има дури половина создадена годишна вредност од сите останати општини во Македонија. Значи се наоѓа на дното во Македонија. А таму се уште имате политичари и лидери кои што претендираат да бидат и градоначалници, и власт, и пратеници, и се. А тој регион упорно е на дното, дури и во Македонија, Македонија, замислете, е дното во Европа. Тој регион е дури за 1/3 пониско од Скопје, дури и од југоисточниот плански регион, по создадената вредност на годишно ниво. Од тука, овој економски момент е клучен, овие локални избори, сите ресурси на општините, сите ресурси на локалната власт, ќе бидеме предводници и предходница, да ги насочиме директно, општините да станат под метнато рамо, под дадена рака, да се крене творечкиот потенцијал на секоја индивидуа во секоја општина во Македонија, да почне да создава додадена вредност, да се крева економскиот момент и со тоа да влијаеме на квалитетот на животот. Секако, образованието и здравството се вторите компоненти на просперитетот. Затоа, оваа коалиција денес упатува порака и до македонската јавност, дека само и исклучиво оние политички партии, оние коалиции кои што ќе знаат, умеат, имаат политичка визија и имаат сериозно искуство, знаење, умење и вештини да го кренат творечкиот потенцијал на нацијата, треба да добијат довербата на граѓаните и треба да владеат со Македонија. Јас сум убеден дека сите вие овде, кандидатите, кои што имаат и искуство и знаење, но имаат и вредност и интегритет во себе, се новиот потенцијал не само во општините, но и новиот потенцијал на идна просперитет на Македонија. Нека биде благословен овој наш процес. Да, денеска сме собрани под слоганот Искуство за успех, не само како политичка порака, туку како заедничка визија за иднината. Визија која се темели на знаење, храброст, но и посветеност. Токму во оваа визија Либерално-демократската партија има своја јасна улога, да биде гласот на разумот, реформите, но и европските вредности. Начело на таа борба стои жена, која не се плаши да постави нови стандарди, но и да ги брани граѓаните со принципи и интегритет. Таа е пратеничка, борец за младите, за правдата и за еднаквост. Таа е лидерка која знае да слуша, но и да делува.
Да ја поздравиме председателката на ЛДП која денеска од оправдани причини не е со нас, председава со делегацијата на парламентарното собрание на ОПСЕ, која ја представува државата во Молдавија, но ќе ми се обрати преку видеопорак. Моника Зајкова. Почитувани кандидати и кандидатки, почитувани сопартици, пријатели, граѓани. Доста беше импровизации и климање глава да шефе. Доста беше празни ветувања и изговори. Доста сме жртви на истите стари лаги. Со години ја плаќаме цената на туѓата неспособност. Како млада жена ќе бидам брутално искрена. Прекувалам ја од несоодветни кадри на одлучувачки позиции, од луѓе кои децении налажат, манипулираат и крадат од нас граѓаните. Во политиката влегов за да ја извојуваме борбата за квалитет на прво место. За луѓе со искуство кои се докажани во испораката на резултати. Не луѓе кои доаѓаат на функција заради тоа кого познаваат, не луѓе кои бараат изговори наместо да ги решат секојдневните проблеми на граѓанинот. За жал живееме во време во кое доминираат овие со изговорите. Па не биле надлежни, па некои сили се обетувале да ги спречат и што ли уште не. На овие луѓе ние не сме им должни ништо, но тие на нас ни должат се. Ние должат од замената младост, им должат достоинствен живот на граѓаните. И токму затоа денес се обраќам на оваа конвенција рамо до рамо со луѓето кои со своето искуство сум сигурна дека ќе обезбедат успех. Луѓе кои на вас граѓаните ви се познати по своите резултати, а не по изновјање на изговори. Изговори зашто се гушиме во чат, зашто умираме од канцери, тонеме во корупција, изговори за неспособноста, изговори зашто младите заминуваат, а општините ја изгубија својата душа. Се обраќам пред вас не само со бес, но овој пат и со верба и со надеж. Знам дека и вие како и јас знаете дека работите можат да се поправат. Македонија и нејзините села, градови, општини можат да бидат пристојни места, полни со живот. Имаме луѓе, имаме решенија, имаме знаење. А кога луѓето кои имаат искуство, знаење, капацитети и тим, ќе седнат да работат, тогаш се носат вистинските одлуки и се испорачуваат видливи резултати. Оваа коалиција пред вас граѓаните нуди сосема поинаков концепт. Со искуство до успех. Без зборови во ветар, без изневерени очекувања, без суети, расправи и наетање. Само резултати. Повеќе резултати, помалку изговори. Ајнштајн во своите фамозни цитати истакнал: за решавање на проблемите не може да го користиме истиот начин на размислување како кога сме ги создале. Затоа да дадеме шанса на едно ново искуство, споено со младост и енергија. Доста е црно или бело. Нијансите и различните размислувања го прават животот поубав. Сега е момент да го превземеме првиот чекор кон создавање на општини кои што ќе ви служат на вас граѓаните, а не на нас партиските лидери. За наша заедничка победа. За искуство, за успех. А и на Скопје, како никогаш досега, му треба знаење, интегритет и визија, и токму коалицијата искуство за успех го избра човекот кој ги спојува сите три. Нашиот следен соговорник е личност кој со децении стои на страната на науката, вистината и јавниот интерес. Професор, доктор, аналитичар и пред се глас на разумот во бурни времења. Со знаење и со храброст и со тим во кој верува во вредностите на искуството, тој е подготвен да го врати Скопје на вистинскиот пат, односно на патот до успехот. Го повикувам доктор Никола Пановски.
сум на вакво место и ваква позиција, што доби шанса повторно, иако ми се дека заврши после овие неславни 4 години, да бидам коносител на листата за град Скопје, да ги поздравам. И ми е чест што сум со Самка Ибраимовски, со Лјупчо Ристовски, со Стефче Јакимовски заедно, што е тука и мојот колега Александар Тајановски, кандидат за градоначалник, и да не ми замерат, ќе поздравам и две колешки, ќе си земам право, а тоа е Добрилан Доноска, доктор Добрилан Доноска, носител на листа во Карпош, и доктор Лидија Ристовска, трета на листата во град Скопје. Веќе знаете, јас ќе се вратам на локални проблеми. Знаете што се случуваше во Скопје за овие 4 години. Скопје, за жал, ќе стартуваме, се надевам, со поголем број на советници, градоначалници. Скопје е најбалканиот град, не само на Западен Балкан, веројатно и пошироко, најзагадениот и со нередовен превоз, јавен превоз и многу други работи кои овие 4 години не само што стагнираат, туку се уназадија. Сите знаете што се случи, еден надпревар на свети на штета на градот Скопје. Во тој конфликт ние сметавме и таква ни беше паролата дека ќе ги испречуваме мнозинството да носат одлуки кои се противни на градот Скопје. Се случи по една година да ние гласаме, а тие да не гласаат. Од 19, 17 остана верни на лидерот, а го напуштија градот Скопје и неговите граѓани. Тука е Александар Тајановски, еден од тие што го напуштија веднаш. Тој начин на работа и тие го жртвуваа градот и скопјаните само заради суетата на лидерот и сегашен пример, тогаш опозиционер, Кристијан Мицкоски. Од една страна имаме европски менаџер, најдобар во Европа, вајде по салата расадник одбра дека е најдобра, мислам, ќе видите каква беше, која можеше многу да направи и покрај абсорбциите. Например, буџетот на Скопје е намален, а се гради. Од прилика проценка дека 50% од даноците на имот и останатите приходи не се собираат. Еден менаџер треба да знае како да ги собере и да има зголемување на приходите. Да не зборам за илјадници станови и згради кои, иако се легализирани, не се платени комунали и на градот и на општините. Да не зборам за дивоградбите, зашто може да и честитаме што ги отвори како проблем и да само во една општина и прилично доцна во мандатот. Значи можеше да ги пушти бар еден од двата моста, едниот веќе 7 години, и на друг начин ќе се живееше. Да почнеше да се гради пристапот до улицата која е направена под Diamond Mall, Лимак, кај што постои улица, меѓутоа нема пристапни патишта, да ги трнеше оние руини од бродови, едниот се распаѓа од Вардар, да се завршат некои од фасадите се кои надлежат на град Скопје и Скопје ќе личеше подобро. Се разбира, за тоа требаше и да се побара поддршка, дури од нас кои сме опозиционери, да се знае како се луѓето менаџерски кога би било се придобиваат и како се придобиваат медиуми. Тоа немаше ништо. За жал. Од друга страна, советниците, реков 17 на број, малце да мислеа на Скопје и да не беа толку многу дисциплинирани, скоро сите се интелектуалци со високо образование, меѓу нив и професори. Имавме автобуси, ќе набавевме автобуси до сега, беше подобар превозот. Имавме возила за собирање на смет. Имаме најмалку 600 пожарникари, замислете, во време на пожари, тие не дозволуваат годишен план за вработување во град Скопје на пожарникари. Значи, да изгори градот, тие ќе му бидат верни на лидерот, дека не им каже, гласајте, они нема да гласат. Замислете, ги чекаме, ги молевме да гласат, да примиме донација. Дека не им каже лидерот. Таква беше ситуација. Да ќе кажем еден пример. Последниот месец, од април месец, ЈСП предложи нов
возен ред кој требаше Советот да го усвои. Значи, возниот ред, кој они го предложија, е тој што може да го остварат. Сегашниот возен ред не може да го остварат. Немаат автобуси и затоа луѓето чекаат повеќе. Значи, ако треба автобусот дојде на 15 минути, тој доаѓа на 30 минути. Сега по новиот возен ред, викат, овој ќе доаѓа поредко автобусите, меѓутоа, луѓето нема да мрзнат или нема да се печат на сонце, точно ќе дојде на време, ќе го знаеме возниот ред. Ве молиме да го усвоите. И управниот одбор од кај нив, кој е под контрола на владачката партија, исто така го предложи тој градот и нормално очекуваш дека ќе се изгласа веднаш. Никако не сме да се изгласа. Ние сме за граѓаните. Ние сакаме граѓаните на 15 минути да имаат автобус. Викат, не може да имаат. Они немаат ни сега. Да им дозволиме да имаат автобуси на колку што точно ќе дојде автобусот. Тој е новиот возен ред. Едноставно, од разни причини, од тоа што гласавте против да набавка автобуси, не се изгласа тоа. Знаете што имаше потоа на медиуми подкасти, зашто тоа се правеше? Советниците на ВМРО ДПМН спречија редукција на, во интерес на граѓаните, спречија редукција на автобуски превоз. Они спречиле редукција, кој веќе е редуциран и ги остави граѓаните да чекаат. И сега гледам дека има најдобра договор. Меѓутоа ние сме тука да им дадеме право на избор на граѓаните. Значи, како советници, дај Боже да има повеќе, имаме некаква одлучувачка моќ. Би придонеле да се завршат тие мостови, да се направи таа улица, да се собират повеќе даноци, да се довршат фасадите што ќе останат, да се види што со тој брз автобуски превоз за кој плаќаме веќе со години 350.000 евра заради тоа што 70 милиона се затворени кај нас. Или ќе се прави, или нема да се прави. Нема да се политички да се надмудуваме. Тие пари треба за нешто да се искористат или да се вратат. Така да не должам, ги повикувам Скопјани да погледаат листата за Скопје, таму има интелектуалци, луѓе со искуство, има и младите луѓе, сите, покрај што ги спомнав на почеток, го сакаат Скопје. Го сакаат Скопје повеќе од партијата. И свето семејство го сакаат повеќе од партијата, прво тоа, а државата е обратно, а на трето место е партијата, меѓутоа се вредни и извршуваат. Ако сакате такви луѓе, гласајте за нас. Ако не, останува да гласате на марионети раководени од еден центар. Благодарам. И токму во време кога Скопје бара стабилност, знаење и посветеност, коалицијата Искуство за успех го предлага човекот кој веќе ја познава практично секоја улица во главниот град, но и секој предизвик и секоја можност на овој град. Тој веќе беше заменик градоначалник, човек кој работеше тивко, но ефикасно, за сцената, за доброто на Скопје. Александар Трајановски е кандидат кој носи континуитет, но и нова енергија, со искуство во управувањето, со разбирање за урбаните, социјалните, но и еколошките потреби на Скопје и скопјани и со тим кој верува во вредностите на јавната служба, тој е подготвен да го преземе кормилото и да го води градот со одговорност и со визија. Денес тој не се представува само како кандидат, туку како човек кој е подготвен да ја преземе честа и обврската да служи на Скопје и неговите граѓани. Александар Трајановски. Почитувани присутни, председателе Јакимовски, наши драги коалициони партнери и останати, ве поздравувам. Со внимание го следев говорот на мојот колега Пановски и сакам од тука да продолжам моето обраќање. Може само ќе го поправам во еден дел и ќе истакнам дека ова е најдушманскиот мандат и 4 години кои што градот Скопје ги има доживеано. Од друга страна ќе продолжам дека ми е драго што оваа коалиција се застава на луѓе кои што сметаат дека институциите, локалната самоуправа треба да се прво во интерес на граѓаните, да одговара на нивните потреби и проблеми, а потоа можеби на некои други адреси.
За жал тоа не е ситуација така. Во изминативе 4 години, конкретно за градот Скопје, оваа девастирачка ситуација е повеќе од жалосна затоа што некој е научен низ годините наназад дека институциите им припагаат на партиите и прво треба да одговорат на нивните потреби, а потоа ако има време и ресурси, може би да ги удоволат и потребите на граѓаните. Тоа е сосема погрешен пристап, затоа сметам дека ние кои што сме денес овде, можеме да им понудиме и резултати и решенија на граѓаните. Овој град, од град на солидарност, денеска е град на маргините. Град пред бездната, со институции и јавни предпријатија кои што се распаѓаат, затоа што луѓето кои што треба да ги носат и движат тие јавни предпријатија, прво одговараат на потребите на партиите, а потоа на потребите на јавните предпријатија и на граѓаните. Изминативе 4 години сметав дека, иако пред граѓаните сме добиле довербата да донесеме нови автобуси, да го подобриме јавниот превоз, да го зголемиме железнилото во градот, видовме дека токму оние кои што за тоа беа избрани одлучија овие 4 години да ги поминат на сосема другата страна, да не дозволат ниту еден штраф за автобус да се набави, а истите да се распаѓаат и да ни се палат и токму тие да ги снимаат и да се ситат. Да не дозволат една корпа за отпадоци и еден сервис на камион за ѓубриво да се направи и истите да ни се ситат и да не обвинуваат затоа што Скопје е прљаво и полно со ѓубре. Да ги палат депониите, дивите и оние под град Скопје и за истино тоа секогаш да покажуваат со прстот кон некој друг. Но како вели народната, кога ќе го посочите прстот кон некого, на другата страна имате 3 прсти кои покажуваат према вас. Затоа овие 4 години беа такви трагични за градот Скопје и за граѓаните. Во мојата заменичка функција како заменик градоначалник се обидов да го пренесам искуството кое што го носам од председателот на ГРОН и градоначалник на општина Карпош. Затоа што уште во првиот мандат кога станав советник во градот Скопје, тогаш во опозиција, често знаев да критикувам за се што ќе биде понудено од тогашниот градоначалник Шилегов. Во разговор со председателот ми кажа: добро се сеќавам и ден денес, тоа ми е една од главните говорки. Александар, поддржувај решенија. Граѓаните треба да уживаат во градот, не да се катанчите таму за џабе и за политички поени. И оваа функција која што ја прифаќам денес е тешка затоа што сум предложен од човек кој што понудил многу решенија, многу проекти, многу работи и многу услуги на граѓаните. Дополнително, од нашите нови коалициони партнери, како носител на листа на господинот Ристо Пенов, кој што исто така неговото искуство, работа, придонесе овој град да има некои постулати кои што за жал после тоа истите буквално беа извадени од шини. Јавните предпријатија, градот Скопје, институциите и установите не се паричка за подписување на партиите и на партиските интереси. Тие треба да им служат на граѓаните, на овој град, ние да ги унапредуваме, а граѓаните да се веселат, да се радуваат и да им е драго и да се гордеат што се граѓани и живеат овде. Во оваа програма ќе понудиме суштински, вистински решенија кои што нема да захтеваат многу ресурси. Благодарение на искуството, благодарение на нашето знаење, ќе преместиме некои работи. Некои одлуки нема да бидат популарни, но ќе бидат во интерес и за во градот и за граѓаните кои што треба да живеат на нашите улици. Ви благодарам за приликата. Наскоро ќе ја видите програмата. Се нудат директни решенија за многу проблеми од јавниот превоз, пред се за хигиената и секако загадувањето на воздухот. Уште еднаш ве охрабрувам и ве потсетувам. Овие институции, градот и локалната самоуправа не се за подкусурување и интерес на партиите. Тие се на граѓаните, плаќаме даноци за тоа, се плаќаат комунали и давачки кои што граѓаните сакаат да уживаат во чист и удобен град. Затоа ви ветувам дека нашата програма ќе биде најконкретна и директно ќе одговори на овие проблеми кои што ги имаме во изминативе децении. Затоа ви нашето мотто е како што вели: повеќе резултати, помалку изговори и секако искуство за успех. Ви благодарам.
Да, и кога веќе зборуваме за искуство за успех, односно за оваа коалиција, зборуваме за луѓе кои не само што имаат визија, туку и знаат како да ја претворат во реалност таа визија. Луѓе кои не се плашат од предизвици и претвараат во можности. Луѓе кои не ветуваат, туку реализираат. И нашиот следен говорник е токму таков човек. Тој е председател на ГРОМ, но и нешто повеќе. Тој е градоначалник кој го врати достоинството на Карпош. Во време на финансиски блокади, правни напади и институционални предизвици, тој не се повлече. Напротив, се исправи, се бореше и победи, не еднаш, туку 4 пати. Со над 60 реализирани проекти, со стабилизирана општина, модернизирани училишта, зелени спортски терени и енергетски ефикасни објекти, Карпош денеска е пример за тоа што значи одговорно и храбро лидерство. Го повикувам председателот на ГРОМ и актуелен градоначалник на Карпош. Благодарам на сите. Пред се благодарам на чест. Благодарам, почитувани пријатели, што денес дојдовте да не поддржите. Почитувани граѓани, другарки и другари, браќа и сестри, почитувани коалициони партнери, голем поздрав до господјата Моника Зајкова во далечната Молдавија. Голем поздрав до членовите и симпатизерите на Либерално-демократската партија. Поздрав до господин Луци Ристовски и неговите драги пријатели од Интегра. До мојот драг пријател Самка Ибраимовски. Самка, кога се фали со роден ден, треба сите да не частушаме. Но денеска имаме уште 2 роден дени. Да му го честитаме роден денот на господинот Ристо Пенов и на неговиот син. Тоа е причината зашто Ристо Пенов ми беше драг пријател, почитуван председател и ми остана драг пријател, градоначалник на кој јас секогаш сум се угледувал и градоначалник кој веројатно меѓу првите 3 градоначалници што го имал градот Скопје и секогаш за мене тој бил пример и нешто кон кое што јас сум се стремел да го достигнам. Кога се кандидирав во 2021 година и го барав вашиот 4 мандат, не ни помислував дека денес во 2025 година пак по 5 пат ќе ја побарам вашата доверба. Ни на сон не сум сонувал дека во Советот ќе земат учество толку неразбрани и толку лоши луѓе. Дека ќе не задеси во градот Скопје таква несреќа и дека ќе ни се намножат толку и најечи да буквално доживееме катастрофа. Затегна живо сметка блокирана со 5,5 милиона евра. За 3 дена седење во градоначалничката фотелја ме удри нова блокада од 650.000 евра од управата за јавни приходи. Но се запнавме и целиот тој долг го рачистивме за 14 месеци и Министерството за локална самоуправа не прогласи за општина која што најбрзо ги враќа своите долгови. Кон Карпош следуваа нови удари, овој пат однапор. Од институцијата која што навистина јас имам голема доверба и голема почит, а тоа е од судот. Чудна пресуда најпрви на 1.200.000 евра. Па уште почудна на 2.300.000 евра за улици кои што не постојат, за населба која што не се гради и за таму каде што нема урбанистички план. Следуваше и нова пресуда на 3 милиони евра. Концептот на противниците на Карпош и моите противници беше да се блокира секаков
извор на приходи и да општината и натаму биде блокирана, и ако го немавме нашето искуство и нашето знаење и вашата подршка, почитувани пријатели, денес Карпош ќе беше блокиран со над 10 милиони евра. Ние во ниту еден момент не ги запоставивме потребите на граѓаните. Со еден збор, плаш и лелек имаше на сите страни. Од друга страна, не удрија и со црни листи, не удрија и со пресуди, не удри и корона и тешка операција во Виена. Но црногорците велат, у добро е лако бити добар, на муци се познају јунаци. Иако сакаат да ја блокираат општината, да ги блокираат урбанистичките планови, мислејќи дека тоа се единствениот услов за да обезбедиш приходи во општината и да прикажат колку Јакимовски бил неспособен и џабе биле ветувањата во 2021 година. Но, тие не фрлаа низ позор, ни ја затвараа вратата, а ние им влегувавме низ очак. Наместо урбанистичките планови ги зголемивме даночните приходи за она што зборуваше нашиот пријател Пановски. И од 6,5 милиони евра годишен буџет, денес ние имаме скоро 12 милиони евра. Во меѓувреме, платите ги зголемивме скоро за дупло. Не ги запоставивме ниту проблеми потребите на граѓаните. Нашите најмлади жители во Карпош редовно добиваат стипендии, редовно исплаќавме средства за мене недобриот проект, а тоа е полагање на возачки испити за средношколците. Организиравме бесплатни екскурзии во земја во пространство, ги наградувавме првенците на генерации, освојувачи на први места во Европа и во светот во знаење, секако ги поддржувавме пензионерите. 60 домаќинства добија субвенции за промена на азбестни кровови, како и 20 колективни згради и 30 влезови санираа или поставија нови лифтови. Интервениравме, иако не е наша обрска, на 84 места на запушени канализации, реконструиравме улици во Трнодол, повеќе улици во Нерези, Козле 3, 9, 10, 12, 14, а најмногу во населеното место Бардовци, Крацина улица 10, Крацина улица 6, 14, 4, 2, реконструиравме улици во Влаје, Вознокуќани, атмосферска канализација, Козле, Јури Гагарин, во Бардовци менувавме водовод и инсталиравме нов водовод во Влаје. Реконструиравме 9 згради со нови термички фасади и до сега сме направиле вкупно 60 и само ќе ви кажам едно. Сите заедно општини, заедно со Никола Груевски и Коце Трајановски немаат 60 фасади, а граѓаните на Карпош ги реконструиравме сите училишта, по втор пат, спортски сали, ја осовременивме наставата со нови компјутери, смарт панели, скоро сите игралишта се со вештачка трева, во меѓувреме купивме нови клупи, нови столчиња, нови дидактички материјал, поставивме урбана опрема по дворовите, поплочуваме и санираме плочници, поставивме паркинг, рампи, на сите училишта поставивме фотоволтаични системи и од потрошувачи на електрична енергија училиштата ги претворивме во продавачи на електрична енергија. Поставивме ново смарт улично осветлување, ги зголемивме заштедите до над 70% и ја завршивме новата општинска зграда. Дојдоа подготовките за нови избори и размислував подолго. Дали да влегувам во нова битка или да се повлечам. Внимателно ја следев кадровската понуда за овие избори и намерно ги оставив кандидатите месец и пол да тераат кампањата. Во една мирна атмосфера, вие, почитувани граѓани, да видите што ви нудат. И што ви понудија? Ви понудија бакнеш, ви понудија љубов и пофалби за Карпош, дека е, цитирам, најубава, најурбана и најпосакувана општина. Сватили дека идеја нема, а уште помалку визија и дека причините за кандидатура не се за подобар Карпош, туку причините
му се лукративни. Одлучив да ја побарам вашата доверба по 5 пат. А зошто? Зошто Карпош мора да оди напред, да се одржи континуитетот. Најмладите да добиваат и натаму возачки дозволи, но сега во полна сума, заедно со трошоците за прва помош, лекарски преглед и да биде платено од општината и првиот испит. Ќе ги зголемиме субвенциите за лифтови, покриви, ќе ги зголемиме стипендиите на талентирани ученици и спортисти, ја зголемуваме и социјалната помош за сиромаштите. Не застануваме тук, нудиме нови субвенции, кои не ги нуди никој. Ќе ги поддржуваме граѓаните кои ќе одлучат да направат бушотини во своите дворови, за да ја наводнуваат тревата или своите бавчи, затоа што гледаме дека се повеќе имаме проблеми со водоснабдувањето. Воведуваме субвенции за набавка на електрични возила, субвенции за оние граѓани кои користат за затопување цврсто гориво за набавка на инвертори. Во сите училишта ќе ги искористиме компјутерските сали за обука на пенсионери и сите граѓани кои сакаат да научат електронско банкарство со цел да ги намалиме редовите во банките, а пенсионерите да имаат повеќе време за себе и за своите внуци. На сите наши площади ќе поставиме за време на викендите велосипеди, мотори и автомобили на електричен погон, за да ја зголемиме радоста на нашите најмлади жители. Бесплатно воведуваме субвенции за поставување на фотоволтаични системи на индивидуалните домакинства. Продолжуваме со подобрување на стандардот на училиштата и сите училишта ќе имаат фотоволтаици до 45 киловата. Ќе поставиме батерии за да продаваат електрична енергија кога е најскапа, а не кога е најевтина. И ќе започнеме во сите училишта, училиште по училиште, да ги минуваме подовите, да поставуваме подно грејење и ладење, затоа што гледаме дека се поместува летото кон есента, за да нашите најмлади жители навистина работат и во климатизирани услови. Ќе ги преориентираме на обновливи извори на енергија, исто така сите училишта на територија на општина Карпош, и на таков начин ќе штедиме енергија и ќе имаме повеќе пари за нов дидактички материјал и за усовршување на наставата. Поштувани граѓани, поштувани пријатели, 21 век поставува нови барања. И ние мора да одиме во чекор со потребите на граѓаните, зашто драстично се зголеми бројот на возила во општината. Готово да нема дом, да нема семејство кое нема 2-3 па и повеќе возила. Ќе градиме нови катни гаражи во Карпош 1, Карпош 2, позади Министерството за економија, кај Млечен, во Нерези, кај воените кули, пред Порта Влае, во Лептокарија. Ќе поставуваме и платформи на речиси сите населени места, затоа што паркирањето стана најголем проблем и ќе се бориме со нехигиената и ќе бараме одговорност, ама одговорност да барате од нас, бараме целосно да ни биде дадена одговорноста за колективната и индивидуалната хигиена и за одржувањето на зеленилото во општина Карпош. Зошто јавното предпријатие, комунална хигиена и паркови зеленило се буре без дно. И тие се символ на нашиот срам, на нашата неспособност и на нашата неодлучност да се справиме со најпростата работа на светот, а тоа е нехигиената. Мораме да воспоставиме ред во кафеаните, кафулињата и ноќните клубови, со нивните тараси, со галамата што ја создаваат и метежот околу нив. Најмалку сакаме да им ги намалиме приходите, да им ја смалиме работата, да трпат загуби. Само сакаме ред и поредок и респект кон граѓаните кои што живеат во нивната непосредна близина. Не може одобрението за градба да го дава општината, а одобрението за тараса на кафичи и кафеани да го дава градот Скопје, а одобрението за вршена дејност, ресторан или кафич, да го дава Министерството за економија. Тоа се мора да го дава градоначалникот и од него да се бара одговорност колку и што дава во општината. Исто се однесува и за оние кои градат. Нека се живи и здрави, нека градат, нека заработуваат, но ќе носиме нови правилници и ќе има уште построги критериуми. Нема да можат да добијат одобрение за градба оние што прават метеж, не ги почитуваат соседите, не ги почитуваат нашите пропишани стандарди, и ќе формираме комисија од архитекти, од нивното здружение, од факултетот,
архитектонскиот факултет и од општината и за се што се гради во Карпош, пред се да биде естетски многу побаво, да се става поквалитетни материјали, објектите да бидат енергетски ефикасни и пофункционални, што значи ако сакаш другар да градиш во Карпош, ќе мораш да потрошиш малку повеќе и да поведеш сметка што градиш и што вложуваш во тој објект. Ќе градиме градинки, односно е градиме градинката Мајски цвет во Тафталиче. Ќе почнеме со изграда на градинката Провет во Козле. Распишани се тендери за изградба на нова спортска сала во Братство и во Димо Хаджидимов во Влаје. Заедно со вас ја одбранивме спортската сала на Момонски Борч или Партизан 4. И го слушате ли, почитувани пријатели, министерот за спорт, пак паметот му оди таму. Го слушнавте ли дека бара да ја земел повторно салата и ќе ги сменил двата коша и ќе ни поставил паркет наместо ова ПВЦ подлога. Па, господине министре, на кого тоа му нудите, на општина Боговиње или на општина Карпош? Па Карпош направи општинска зграда као што ја нема никој во Македонија, 6 милиона евра. Па реконструиравме 8 милиона евра. Па не ли ти е срам ова да ни го нудиш нас? Е сега, на општина тоа да го нудиш на општина во која што сите улици се реконструирани, не останаа уште 6 и ти зборуваш за 2 коша и паркет. И еден совет сакам да ви дам на тебе и на твоите пријатели сите заедно. Престанете да се промовирате, да се сликате по площадите и местата што сум ги направил јас во претходните мандати. Сликајте се тамо каде што нешто не е направено и што вие ќе направите. Или сликајте се тамо каде што некој друг направил, а вие сте го упропастиле. Сликајте се тамо каде што вие сликајте се пред аквапаркот, сликајте се пред базенот Борис Трајковски и господине министре, сликајте се пред базенот на Момонски Борче, кој 6 месеца чека да биде отворен, но не е отворен благодарение на твојот инат. И може би, како што во Сараево постои инат куќа, така и ние тој базен ќе го крстиме инат базен. Ако не ве бива да ги ставите во функција сите овие објекти и така сите тие се на територија на општина Карпош, дајте ни ги нас. Ние сме добри домакини и затоа што, а зошто? Затоа што вие сите сте без, а ние со искуство. Затоа што вие немате резултати, а ние успешно раководиме со општина Карпош. Ќе градиме и 4 нови занимални во градинката Пролет во Влаје, нова градинка во Влаје, 2 во Нерези и во Злокуќени и проширување на градинката во Бардовци. За Бардовци подготвуваме и проект за мал трговски центар и спортски терени во неговото окружување, затоа што таа населба забрзано се развива. Ние сме единствена општина во Македонија што реконструира фасади. Продолжуваме со реконструкцијата на фасадите и тоа пред се на улица Борка Талевски, во местната заедница Владо Тасевски, Теодоси Гологанов број 80, руските згради на Васил Чакаларов, по партизански одреди и да не ги бројам сите останати местни заедници во Карпош. Секако ќе се запрашате дали за сето ова ќе има пари. Пари, ако има слога, ќе има и пари. За да го забрзаме процесот на решавање на проблемите, односно на паркирањето, имаме 2 начина. Првиот е да ги зголемиме приходите, а вториот е да се договориме да земеме кредит и на таков начин за 4 години ќе ги задоволиме потребите на граѓаните за паркирање во општина Карпош, зашто за Карпош воопшто не е проблем годишно да враќа кредит од 1.300.000 евра. Ете, тоа е разликата меѓу градоначалник со искуство и градоначалник без искуство. Оние без искуство зборуваат само за расходната страна на буџетот, а оние со искуство разговараат исто така како за расходната, но прво разговараат за приходната.
Сега морам да бидем искрен дека во изминатиот временски период ние се покажавме како добри менаџери и на едната и на другата ставка од буџетот. И затоа, за да има резултати, потребно е искуство. Нашиот слоган е искуство за успех. Понудуваме кандидат за градоначалник со искуство. Кандидат за градоначалник на град Скопје, господинот Александар Трајановски, кој што беше 2 мандата, беше советник, значи човек кој што веќе ги познава проблемите во градот Скопје. Натаму, листата ја предводи господинот Ристо Пенов, веќе кажав човек со големо искуство, но најбитно е што е пред се човек со добар карактер, човек со компромис, а во ова лошо време, каде што ни се множат и нечиите, и текако на град Скопје и на градскиот совет, ќе му треба човек со разум. Го обрудиме и господинот Никола Пановски, ваш и наш добар пријател, кој го познавам долго време и со кој што сум соработувал, и она што него го краси е скромноста, разумноста, оштроумноста и еден од најдобрите играчи без топка. За разлика од многу други кои што секогаш се таму каде што е топката и кај што е битно само да бидат видени. Натаму, почитувани пријатели, на сите советници, кандидати за советници, градоначалници, од срце им нудам, односно ги советувам, немојте да бидете наечни. Немојте да ја блокирате работата и на градоначалниците што ќе победат на овие избори и ако не се од вашата партија. Нема голема политика во локалната власт. Таму се решаваат основните екзистенционални проблеми на граѓаните во вашата општина. Давајте поддршка на проекти. Немојте да терате инаед. Ова што се случи во градот Скопје и што ни се случуваше во Карпош, да даде Господ никогаш повеќе да не се повтори, и да даде Господ во Скопје, во градот, во Карпош и во сите општини, во општинските совети да влезат луѓе кои што имаат визија, кои што имаат ширина, кои што знаат да соработуваат, луѓе кои што знаат да разговараат и кои што знаат и да се повлечат и кои што знаат да направат компромис, зашто само така ќе водиме напред просперитет и на Република Македонија, на градовите во кои што живееме, както и во секое населено место. Во тоа име ве повикувам да гласате за листата која предводат луѓе со искуство. Зашто искуството не се учи на ниту една академија, на ниту еден факултет. Искуството ќе не доведе до успех. Да живее општина Карпош, да живее градот Скопје, да живее Република Македонија, да живее коалицијата искуство за успех и да се сите живи и здрави и сите заедно во 2029 година повторно да се собереме и на новите кандидати овде да им дадеме нова поддршка и да им кажеме дека вие мора да бидете подобри од нас кои што се кандидиравме во 2029 година. Ви благодарам многу. Господинот Јагиновски веќе ни даде вовед во ова време практично на одлучност, визија и заедничка борба за подобра иднина коалицијата, искуство за успех, гордо ги представува луѓето кои ја водат оваа промена, односно носителите на советничките листи и кандидатите за градоначалници, кои ќе ги повикам во овој момент на сцена и ќе почнеме со Битола, господинот Димитар Кузмановски. Голандово Драган Атанасов, Зрбица Ацо Либер, Зрбица Ромеро Петровски, Ано Светликовски, Кичево Ромелена Силеста, Јазива Антон Светлинов, Зрбица Антон Светлинов,
Заводителот Ивица Тодоровски, Гордонци Зуманте, Заводителни Катерина Мисова, Ива Маланка Зоran Кушковски, Големи Мисер Сулемановски, Заводителот Тома Гудовски, Валерий Сидоров, Ране Горановски, Иле Васе Стефановска, Zachowywa Kulcze Czarnowski, Zachowacji Iwan Czechowski, Olbrzym Włosek Mazowski, Zabrygowy Stryjce Damski, Sydynowe Szylino Szlepile, Zacznik Maria Polka, Prowysznika Czemanowski, Rankowce Pancer Rodowski, Rosonek Spacer Listerski, Zasłużny Barbor Krzeszewski, Tytowo Angogan Ibrahimi, Zedzendar Filip Jakimowski, Cieszynowo Wydziało Marcelo Zaj. Administracja podpisali kandydati, kako kandidati za veleposlanici, za gospodin Žarko Boškovski. Umarno, Violeta Angelska. Zajedno, Dejan Kozarski, Delavca, Adrian Kovrinovski, Zagotovljevo, Viktor Janski Sasar, Zeleni Kozora Markovski, Kisavaloda Olga Kokovski, Zavedova Stanka Kudomovski. Ulazim u Srednje ministra za Viktorina Sloveća za grad Skopje, gospodina Kristofinov, kandidat za gradonačelnika grad Skopje, gospodina Aleksandra Kovalovski. Gospodina Aleksandra Kovalovina Sloveća, na kartu gospodina Angolovska. I gospodina za gradonačelnika gospodina kartu gospodina Srećo Krinovski. Денес не мисля тука само да абитуваме. Тука сме за да подсетиме на сработеното и разговоруваме за нашето своето. Нашата програма не е списък на нашите зборови, тој план заснова на искуство, работа, реални резултати што веќе дадат околу нас. Слоганот под кој настапуваме не е случај. Искуство за успех значи дека знаеме како, имаме знаење, но имаме и тим и имаме визија. Заедно со искуство до уште поголем успех. Да живее Македонија!